за неговите благослови кои тој ни ги дава. Ова вечер тој не благослови со дожд. Може би некој ќе рече малку беше. Тоа ме потсетува на еден пример кој Господ Исус Христос го даде. Вели, имаше еден богат човек и еден сиромав човек. И кога богатиот умре, го однесува во пеколот, кога Лазар умре, го однесува во рајот. И што рече богатиот кога го виде Лазар со Авраам? Кажи му на Лазар да отиде малиот прст да го стави во вода и да би донесе да ми ја накваси устата. Една капка вода колку значи. И тоа што оваа вечер малку заврна, тоа е голем благослов за сите нас и да му благодариме на Бога за тоа. Не задржувам повеќе, сега ќе започнеме службата со песната број 19, да се прослави Создателот во небесните висини. Песната број 19.
Се да го слави нашиот Создател, се живо, се што постои, треба да му отдаде слава и чест на Бога. Се што дише, така вели Словото, се што се движи, да даде слава на Бога. И ова утро преко псалмот ќе му дадеме слава на нашиот Господ. Ќе биде прочитам псалмот број 85. Може да си отворите Библиите. Нашата сестра Вилма ќе го прочита. Молба Господ така да благослови народот се на Бога порано милостив. Господи, и омиле земјата Твоја во вратиот пленство Јаков. И ги прости беззаконијата на Твоите луѓе, ги покри сите нивни гревови. Го смири сиот свој гнев, ја облажи јароста на гневот свој. Поврати ме Боже спасение наше и одвратија Твојата радост од нас. Зар вечно ти се гневиш на нас или ќе го протегаш гневот свој од род во род? Нема ли Боже да се повратиш и пак да не живееш, а луѓето Твои да се зарадуваат од Тебе? Покажи ми ја, Господи, Твојата милост и подади ми спасение. Ке чујам што ќе ми рече Господ Бог, зашто Тој ќе зборува за мир на својот народ и на своите свети и на оние што со срцето свое му се обраќаат Нему. Да, спасението од Него е близко до оние кои се бојат од Него, за да ја насели славата своја во нашата земја. Милоста и вистината се среќаваат, праведноста и мирот ќе се целиваат. Верноста ќе изникне од земјата, а праведноста ќе се појави од небото. Зашто Господ ќе даде добро и нашата земја ќе го даде својот плод. Праведноста ќе оди пред него и на патот ќе ги стави стапките своји. Благодариме. Нека сега се изправиме и да му благодариме на нашиот Бог. Татко Небесен, не знам од каде да почнеме да ја искажеме нашата благодарност кон Тебе. Господе, се што имаме, се што постои околу нас, за се треба Ти благодариме, бидејќи тоа е од Тебе. Господе, Ти се си створил, се си направил, совршено, добро. Ти си ни го дал на нас, да ние го користиме, да ние се насладуваме, да ние уживаме во Твоите созданија и за тоа треба Ти бидеме благодарни. А најмногу Ти благодариме за Твојот Син кој го даде на крстот да умре и да ги плати нашите гревови. Господе, ние со ништо не можеме да си ги отплатиме. Па колку и да се трудиме да бидеме добри, да правиме добро, ние не можеме да ги отстраниме нашите гревови. Единствено со крвта на Господ Исус Христос можат да бидат очистени, отстранети нашите гревови од нас. Господе, Ти благодариме за тоа што Ти си ни го открил. Благодариме што си ги отворил нашите очи, да можеме да го видиме и да спознаеме дека Твојата љубов е преголема кон нас. И за тоа секојдневно треба да бидеме благодарни во нашиот живот. Да не забораваме на Тебе, да Те почитуваме, да ги слушаме Твоите зборови, да го вршиме тоа што е по Твојата волја, за да може да се прославува Твоето име. Ако не го вршиме тоа, тогаш Твоето име ќе биде поругано, за тоа што ние, кои што се наречуваме Твои деца, вршиме тоа што не е по Твојата волја. Ако сме ние непослушни,
ако ние сме своеволни. Господи, опрости ни за секој наш греф, кој до сега сме го направиле. Очисти не, Господи, и сега кога ова утро ќе застанеме пред тоа што Господ Исус Христос ни рече да го правиме. Да бидеме чисти, да бидеме обновени и да го имаме тоа заедништво со Тебе. Господе, благослови го секој еден брат и сестра кој е ова утро овде. Благослови не преку Твоето Слово и секој збор што ќе се искаже да биде врежено во нашите срца, во нашите мисли и да бидеме исполнувачи на тоа Слово, да бидеме извршители на тоа Слово. Господе, благослови ги сите кои гледаат и слушаат и преку медиите. Секој оној кој сака да има заедништво со Тебе, нека биде благословен. Те молиме за болни, за оние кои страдат, да ги благословиш таму каде што се. Те молиме за оние кои те бараат, копнеат да те најдат. Господи, откри им се. Те молиме за нашето село. Секој еден да може да се спаси. До секој еден да допре Твоето Слово. Да не умираат луѓето неспасени. Господи, те молиме, Господи, и за нашиот народ. Смилувај се над нашиот народ. Смилувај се, бидејќи не оди по Твојот пат. Те молиме, Господи, одврати го, покажи им кој е правиот пат. И те молиме за нашите власти, тие кои управуваат со нас, да ги благословиш и да им даваш мудрост. Татко, се предаваме во Твоите раци, те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Сега како втора песна ќе испееме песната број 72. Таму немаше место и мораше една на памет да ја знаеме. Значи песната број 72. Денес е денот Господен. Oh
Драги браќи и сестри, како што најавивме минатата недела, ова утро помеѓу нас е одново брат Коста Милко со неговата сопруга. Тој ова утро ќе не води во Словото. Тоа што Бог му го ставил на срцето, треба да ни го пренесе, да ни го каже, да не го чува за себе, а воедно ќе не води и во Господната вечера, и за тоа да не должиме, ќе го повикам да дојде и да ни го пренесе Словото. Господ Исус Христос и Бог, Таткото, Синот и Светиот Дух, нека бидат денеска со нас. На овој ден, неделен, во кој што, како што и песната вели, се потсеќаме на Христовото воскресение, и на овој ден, во кој што заедно сакаме да се собереме околу она што се нарекува Господевата трпеза, причеста или Евхаристијата, со која што на посебен начин на Бога му искажуваме благодарност и се обединуваме околу неговото тело, поточно телото кое го сочинува црквата како Христово тело. И текстот кој денеска ќе го читам ќе биде поврзан со тој чин на кој што денеска заедно ќе придеме, а тоа е Евхаристијата, причеста или Господовата вечера. И текстот кој ќе го прочитам специфично за денеска се наоѓа во книгата на апостолот Павле, првото писмо кое го пишува до црквата во Коринт, и ќе читаме од 23-тиот па до 26-тиот стих. Еве што апостолот има запишано таму. А јас го примив од Господ она што ви го предадов. А тоа е дека Господ Исус онаа ноќ, кога го предадоа, зеде леб и откако заблагодари го прекрши и рече: земете, јадете, ова е телото мое кое се крши за вас. Правете го ова за спомен мој. По вечерата исто така зеде и чаша, па рече: оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леб и кога ќе ја пиете оваа чаша, вие ќе ја објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Амин. Ќе се помолиме на кратко. Небесен Татко, ние ти благодариме за твоето свето писмо. И ти благодариме што ова свето писмо е храна за нашата душа, а специфично знаеме дека Христос е лебот на животот. И приоѓајќи кон овој текст, приоѓајќи кон Христос како изворот на секој живот, во неговото тело и во неговата пролеана крв, ние обединети, Господе Боже, во тоа единство се вртиме кон Тебе и ја бараме милост од Тебе, бидејќи без таа благодат ние не можеме да направиме ништо. Во името на Исус Христос те молам, услишај не. Амин. Првото послание кое апостолот Павле го пишува до коринтијаните, го пишува релативно рано од времето кога можеме ние да се сетиме кога Христос бил на оваа земја, кога Христос действувал, проповедал, кога бил на крајот на крштата мачен, осуден, распнат, починат и воскреснат. И тоа е ова е дефинитивно најраното сведоштво запишано за Господовата вечера, и тоа е дефинитивно постаро. Доаѓа прво. Ова сведоштво за Господовата вечера во хронолошки, во временски период, доаѓа пред објавата која подоцна се запишува во самите 4 евангелија. И Павле го пишува ова писмо со она што се нарекува јасен пасхален тон. Со други зборови, тој оваа тема ја поврзува со самата Пасха. Она што всушност евреите еднаш годишно го славеле и го одбележувале за да се присетат на она што Бог Јахве го направил за нив, ослободувајќи ги од робството во Египет, а чинот на таа слобода
и чинот на тоа дека ангелот ќе помине во секоја куќа во која што се наоѓа жртва од јагне е поврзана со жртвата која Христос ја прави за да не ослободи нас сите, целиот свет, од робство не на една земја, не на едно царство, туку од робството на гревот. Затоа Пасхата за евреите е всушност повторно учество во избавувањето од Египет. Секоја година тие учествуваат преку Пасхата во делото славно што Јахве Господ го направи за нив. На ист начин учеството во Господовата вечера или во ова Евхаристија, збор кој укажува дека му даваме благодарност на Бог за ослободувањето кое ни го дал, и ние учествуваме во Христовиот крст. Лебот е Христовото тело, чашата е новиот завет во неговата крв. Што прави Евхаристијата? Што прави Господовата вечера? Господовата вечера ги поврзува минатото со сегашноста и иднината. И ги прави едно, ги сврзува во една сегашна, трајна, постојана точка. И сето ова ние го правиме се додека тој не дојде. Во тоа исчекување, во таа надеж, секогаш кога учествуваме во Господовата вечера како тело Христово, ние потврдуваме дека веруваме дека Христос еден ден ќе се врати на оваа земја како Господар и судија на живите и на мртвите. А инаку овие библиски основи за ваквото заедништво се наоѓаат, како што реков, најрано во ова писмо, но исто така, например, во Евангелието според Матеј. Во 26 глава од 26 до 28 стих. И тука Исус ги воспоставува обредот со леб и чашка како негово тело и негова крв. Инаку ова е исто така не е веднаш само измислено како тема, туку е јасно надоврзана на сето она што веќе до сега го спомнав од Стариот Завет, но има и еден друг дел во Стариот Завет. Тоа е во последната книга на Стариот Завет, тоа е пророкот Малахија. Во првото поглавие, од 11 до 14 стих, таму се зборува за тоа дека треба евреите или Израел да ја представува пред сите други народи. Да застапува на начин пред Јахве Господ со жртва која е чиста. Чиста жртва меѓу народите. Да нема во неа никакво осквернување. И ова идеја се пренесува во Новиот Завет, во она што Христос го постигна. И сега што се случува? Кој може од обичните луѓе да учествуваат во чиста жртва меѓу народите? Има ли такви? Нема, само да ви кажам. Почнувајќи од мене, нема. Па зошто тогаш земаме Господова вечер? Ако нема совршени и чисти, а ги нема. Затоа што има еден кој совршено и чисто ова го постигна за секој од нас. Наместо секој од нас. И во таа негова чистота со нашата вера и чиста совест во овој случај, не безпрекорност во гревот, него чиста совест во нашата намера кон Бога, во нашата барање на прошка од Бога. Во тоа можеме и ние да учествуваме. Зошто? Бидејќи само од лебот на животот ако јадеме, ќе бидеме живи. А што вели Христос во Евангелието според Јован во 6 глава, 48 до 51 стих, за себе? Јас сум лебот на животот. И тоа е исто поврзан со еден многу специфичен момент во историјата на израелскиот народ, а тоа е маната која Бог 40 години им ја даваше на израелците и беше извор на нивниот живот, на нивниот опстанок во една сурова, непријателски настроено често пустина. Но која е целта на оваа жртва? Која е целта на оваа Господова вечера? На што не потсеќа? Не потсеќа на многу нешта што досега ги спомнавме, но има едно многу специфично и зошто е тоа толку важно за сите нас низ 2000 години и повеќе на историја на Христовата црква, на неговото тело и на неговата невеста. Во Евангелието според Јован во 19 глава што вели Христос во 32 и 33 стих? Целта на неговата жртва е што? Да ги привлече сите кон себе. Со други зборови, кога ние како црква учествуваме
во лебот и виното кој го представува телото Христово и неговата пролејана крв, треба да го представуваме истовремено колективно неговото тело, ама со самото тоа да го привлечеме целиот свет, не кон нас, туку кон кого? Кон оној кој беше распнат на крстот и распнат за да ги привлече сите кон себе си. И уште многу битен момент во сета оваа работа е зошто ова ние го правиме во црквата и тоа се повтара, повторно и повторно и повторно и редовно. Од она што го истражуваме во раната црква, најверојатно првата црква се среќавала секоја недела учествувала во кршење на лебот и делење на виното како еден чин на учество во животот на Исус Христос. Но тоа не е магија. Ова не е некаква формула преку која што ние си гарантираме најчесто што не поздравуваат политичарите на секој празник, особено верски. Здравје, берикет и среќа. Здравје, берикет и среќа. Тоа се трите најважни работи. Не е тоа магија. Станува збор за нешто многу повозвишено, иако тоа ги вклучува и животот, и здравието, и вистинската радост, но тоа ги надминува, далеку сежно ги надминува. Втората работа што ја прави во овој контекст, прво затоа што не е магија, ја зајакнува нашата вера. Го засилува единството на црквата и сведочи за Божите ветувања. На кој начин оваа Господова вечера, оваа Евхаристија, ова давање благодарност преку овој значаен чин кој ќе го направиме тука заедно, ние го всушност потврдуваме сето ова. Прво, тоа е сеќавање. Се сеќаваме на она што значеше Христос на крстот и што значи неговото воскресение. Секогаш кога учествуваме во земањето на лебот и во земањето на виното, кои ги представуваат неговото тело, прекршено тело и неговата пролејана крв, ние се потсеќаме на крстот, но и на неговото воскресение. Но тоа не е само носталгично сеќавање. Тоа не е само нешто, како беше во старите добри времења. Напротив, ова сеќавање, овој миг на она што ние го присвојуваме во себе си, всушност не води во очекување. Без ова сеќавање нема ни очекување. Сеќавањето е основа на очекувањето. А што значи тоа очекување? Тоа е предвкусот на она што Христос ќе го донесе со новиот Ерусалем на свадбата на јагнето. Во Откровението 19 глава 9 стих ни е прикажан токму тоа, тој чин, тој миг на кој што сите заедно кои веруваат во Христос се заедно во новиот Ерусалим на неговата свадба. Се сеќаваме, но тоа сеќавање не е само некаква носталгија и некакво жалење за како беше некогаш и што се случи тогаш, туку тоа сеќавање е живо и сега во овој миг, тука меѓу нас, и тоа сеќавање ни го дава предвкусот на она што ќе биде. Тоа ви е како, всушност, мирисите и вкусовите се некои од најмокните подсетници низ целиот наш живот. Оние мириси, оние вкусови што сме ги почувствувале, благопријатни од најраните мигови во нашиот живот, се оние кои всушност најчесто не потикнуваат во животот, најмногу не отвараат за нешто благопријатно и убаво. И затоа, до денешен ден, вистина е тоа дека најубавите работи ни се случуваат таму и како возрастни, таму кај што сме растеле кај нашите родители. Кај нашите мајка, нашиот татко, ако ги имаме се уште, и кога, во мојот случај до денешен ден, кога ќе влезам во домот на мојата мајка, и кога ќе помирисам нешто, кој ме потсеќа на миговите кога сум имал 4 или 5 години. Тоа не е само сеќавање, тоа е предвкус на сето оно што ќе биде. Кога ќе вкусам нешто од оно што мајка ми го направила, кој прв пат сум го пробал кога сум имал, 3 години. Тоа е предвкус на сета она убавина што јас го очекувам дека ќе се случува. Тоа е токму она што Христос го прави за нас. Тоа е токму она што црквата го прави за нас,
ако стварно учествуваме во неговото тело. И на тој начин се потврдува нашата вера. На тој начин се потврдува силата во заедништвото со Христос. Го потврдуваме тоа заедничарење. И таа сила од таквото заедничарење произлегува од нас, како верници кои го исповедаме Христос за наш Господ и наш Спасител. Значи, Евхаристијата треба исто така да ни даде и единство. Единство, ама единство кое е поврзано во Христос. Не некаква стратегија, не некаква математичка пресметливост зошто сме, со кого сме, за да постигнеме не знам што. Тоа е погрешно. Зборуваме за единството во Христос, бидејќи молитвата и прости ни ги долговите наши, како продолжува? Како што ние и ни проштеваме на нашите должници. Не можеме да дојдеме до Христос и да се поврземе со Него без притоа на чист начин да сме расчистиле со луѓето. И тоа не значи само гушкање и за подобро, за некое поголемо добро држање за рака, туку значи и простување. Што значи се препознава дека некој сгрешил. И врз основа на тоа да се дава прошка и се прима прошка. Единството и заедништвото почнуваат во Христос, продолжуваат во телото Христово, но и завршуваат во Христос, поточно во Светата Троица, во Таткото, Синот и Светиот Дух. Ако ја погледнеме раната црква, и тоа од најрани времења, некои од овие текстови што ги спомнам, дури се размислувало во 4. век дали и тие ќе влезат во канонот. Не влегле, но се размислувало дали ќе влезат во она што денеска го познаваме како канонско свето писмо, особено Новиот Завет. Едното од нив се вика Дидахи. Тоа е учењето, така наречено, на 12 апостоли. А еден друг текст доаѓа од еден од најраните црковни отци од Рим, кој се вика Иполит или Хиполит. И двајцата кажуваат, и двата текста кажуваат нешто многу значајно. Рано христијанските молитви, и во Дидахи, и во текстовите на римскиот Хиполит, ја нагласуваат така наречената епиклеза на единството. Ке објаснам. Епиклезис во суштина, во превод, значи призивање. Кога му се молиме на Светиот Дух да дојде во своето помазание, да биде меѓу нас. И најчесто оваа молитва била поврзана со причеста, зашто во тој миг, всушност, најмногу треба секој од нас да се преиспита како стоиме со Господа. Како стоиме во нашето заедничарење со Господа и како стоиме во нашето заедничарење едни со други. Така што единството и различноста се дарувани заедни под водство на љубовта. Единството и различноста ни се дарувани под водството на љубовта. Така што различноста станува силна страна. Што ова значи? Тоа што Христос го прави и на што не повикува во Господовата вечера е всушност сака да ги изостри, ако можем да искористам еден пример, сака да ги изостри инструментите или нашите специфични дарови, не да ги затапи, да станат поостри, да станат по-специфични. Знаете ли зошто? Колку нештата се по-издефинирани, колку се по-чисти во она што е нашиот темперамент, нашиот, да кажеме, нашиот дар, толку полесно се вклопува во целиот механизам. Затапените нешта се најопасни нешта. Секој готвач кој држи до себе, ќе ви каже една работа. Најопасен нож кој ноше? Не наострениот нож. Поопасен од него нема. Најдобрите ножеви се тие што се остри, бидејќи лесно работиш со нив. И ја завршуваш функцијата која сакаш да ја завршиш. Кога ќе затапиме, кога ќе почнеме секој за себе да мисли дека ова е мојата форма, кога ќе дозволиме рѓа да дојде врз нас, мислејќи дека тоа е дел што не штити, ме разбирате? Тогаш функцијата почнува да крахира. Механизмот почнува да трокира, така да се изразам. И не може добро да работи и да функционира. Значи, единството не е единство на затапеност секој за себе. Единството е секој добро да си ги наостри своите таленти, за да може да ги вклопи во функцијата на телото
Христово. Единство на различности кое е благословено и под водството на Божјата љубов. И никој не е исклучен од Христовата љубов. Сите се повикани на трпезата, тоа ми беше зборот. Нема совршени кои може да придат на трпезата, нема такви. Но истовремено повикани сме да се ги испитаме срцата и со чиста совест да дојдеме до Бога и затоа трпезата во таа форма е секогаш отворена за секого. За секого отворена да може да дојде, бидејќи оваа работа е работа која се првенствено е работа на срцето, на совеста и на односот на човекот со Бога. Значи, Евхаристијата е вкоренета во Божјото дело. Да ве потсетам што кажав. Пасхата го објавува Божјото избавување. Синај го запечатува Божјото избавување и заветот, а Мелхиседек, славниот цар Мелхиседек, на кој што Авраам му даде десето како на поголем, ја предсликува Христовата вечера. И всушност има еден црковен отец од 8 век кој се вика Јован Дамаскин, кој тоа јасно го нагласува. Кога го чита првата книга во Библијата, Битие, прва книга Мојсеева, во 14 глава од 18 до 20 стих, еве што вели Јован Дамаскин. Мелкиседек со леп и вино како предслика на Христос. Тоа е Христос во Стариот Завет и тоа е оно што Христос го остварува, вистински отелотворен Христос го остварува во Новиот Завет. Ние се во тие три димензии, да ги повторам сега уште еднаш, трите димензии на самата Евхаристија. Ние го овозможуваме, така да кажеме, не на Бога. Бог може се да направи сам од себе, но ние самите ја овозможуваме можноста сите ние заедно да учествуваме во она што Бог ни го дава по благодат. Она што е Христос по природа, ние можеме да учествуваме во тоа по Божјата благодат. Значи, тоа е споменот на сеќавањето, тоа е повторно доживување на Христовата смрт. Како што евреите повторно го доживуваат излезот од робство. Имаме идентификација. Стануваме учесници во Христовата жртва. Повикани сме на неговиот саможртвен дух. И конечно тоа е надеж. Вечерата укажува кон воскресението и второто доаѓање. Тоа е тој последен, она визија, предвкус на она како ќе изгледа заедништвото со самиот Христос во Новиот Ерусалем и во Неговото царство. А сега да се свртиме малку по-конкретно, како што одиме кон крајот на оваа проповед, на самите стихови од овие што ги прочитав на апостолот Павле во првото послание до црквата во Коринт, 11 глава од 23 до 26 стих. Тука апостолот Павле спомнува дека Евхаристијата е оброк, значи вистински оброк бил во раната црква, и гостопримство. Едното и другото ги спојува заедно. Вели, тој бара гостопримство. Сите сте добре дојдени. Кога некој е поканет да влезе во заедништво со Бога, тогаш не може да постои разлика меѓу еден човек и друг човек. Сите се добре дојдени. И црквата мора да има еден таков став кон секого кој влегува низ овие врати. Второ, правда. Никој не е понижен. Во црквата постои една еднаквост, затоа што знаеме дека Христос е главата и сите други сме само делови од Неговото тело. Сите заедно правиме заедница од она што Христос го прави затоа што дошол на овој свет да ја постигне целта за која што Таткото го пратил, а тоа е да го спаси светот. И конечно да размислуваме малку од овие 4 стиха што ги прочитавме, да размислуваме за што значи оваа света тајна како символ. Што значи света тајна? Еден пример кој можем да ви употребаме всушност дека Господовата вечера е како писмо, како плико што ја носи Божјата покана во себе. Значи има плико, има адреса и пишува кој ја праќа,
кој е праќачот, од другата страна пишува кој е примачот. Ама замислете некогаш да добиете писмо, кое е долго, сега веќе со овие електронските, да кажем, средства, веќе скоро и заборавивме како тоа изгледа, ама ете, да си кажеме. И многу ни е убаво од време на време кога ќе добиеме некој со рака, седнал и напишал писмо, па дури и честитка нека е. Ама замислете си сега, еден ден поштарот доаѓа во село Колешино, не знам дали уште со труби, не знам, така натаму доаѓа поштарот, нема веќе таква работа, како и да е, и носи писмо. Ви го носи писмото и си пишува убаво адреса од кој доаѓа, некоја многу драга личност за вас, мил, се радувате, ви трепери срцето. Од другата страна пишува јасно и гласно, на вас е упатено. Чисто, може да си го отворите, не е за некој друг, за вас е. Отварате и празно. Нема ништо. Како би се чувствували? Тоа е Господовата вечера. Ќе објаснам што мислам по тоа. Господовата вечера е како плико што ја носи Божјата покана. Ако е само плико, тоа е празна реторика, нема ништо. Има знаци на себе, укажува кој праќа, кој прима, ама не се знае зошто се прима. Зошто се праќа и зошто се прима. Немаме појма. Еден куп луѓе, за жал, мислат дека Господовата вечера е пликото. Доаѓаат, Господ рекол, ние примивме и си одат. А забораваат дека не е само пликот. Дека важната работа на ова е да има, значи, и нешто внатре. Евхаристијата е Божјото ветување потврдено со знак. Ако е само плико, тоа е празна реторика, извинете. Ама ако е само знак, а не се знае која праќа и која прима, тогаш тоа е само празен ритуал. Значи и едното и другото е важно. Да знаеме која праќа, да знаеме до кого е упатена, ама да знаеме и што има во неа. Само плико, реторика празна. Само знак, празен ритуал. Господовата вечера не е ниту едно, ниту друго, туку двете заедно. Божјо ветување потврдено со знак. И затоа материјалното е тука клучно. Некој може и да праша, па нели може се духовно да биде? Бог е духовен и не ни требаат на нас никакви други опипливи знаци. Материјалното е тука клучно. Вода, леб, вино. Сега зборуваме и за крштевањето, значи кога зборуваме за светите тајни. Евхаристијата е таа слика, да се изразам, навистина погрешно да не се разбери, бидејќи тоа е збор за слика, икона. И идејата за иконата од кај што доаѓа, без разлика колку е она точно или неточно, но идејата е следнава. Таа треба да биде прозорец кон Бога. Треба да отвори, да видиме нешто многу позначајно. И на овој начин, ако нешто може да се нарече вистинска икона, тоа се светите тајни. Господовата вечера е вистинска икона, прозорец кој отвора кон Бога. Одговор на кој што ние даваме со благодарност, со љубов и со само предавање на Бога. Му се даваме нему. И знам дека ова сум го користил и во некој друг контекст, меѓутоа е многу, многу важно и затоа ќе го употребам пак тука и сега да разбереме што значи Господовата вечера. Конечно доаѓаме до зборот символ. Цело време тоа викаме. Ама символот не значи само обичен знак, нити пак значи некаква магија. Што значи тогаш? Кога зборуваме за зборот символ, особено во времето кога овој збор се користи и кога е прв пат измислен, така да кажам, се користи од два збора, кои значат, значи, да се спојат две работи заедно. Со заедно. Во времето на кога ова е кажано, најчесто луѓето кои кога немале баш такви средства на комуникација како што ние имаме денес, често кога требале особено да се донесе некој посебен завет, така да се изразам, ќе земеле дрвче, ќе го скршат дрвчето на половина и како дрвото ќе се скрши на половина, така останува. Едната страна го зема едниот дел, другата страна го зема другиот дел. И може да кажеме побратимени се тие две семејства. И може да поминат генерации кај што тоа се случило. Кога потомци на тие двајца предци би се сретнале со тие две парчиња дрво и би ги споиле, тие би знаеле дека се браќа. Тоа значи символ. Ги нема предците физички, но она што го означуваат е и текако материјално.
продолжува, се обединува. На ист начин зборуваме за самата Господова вечера. Вода, леп, вино. Евхаристијата е прозорец кон Бога. Тоа е одговор на благодарност, на љубов и на само предавање кон Бога. Значи, Господовата вечера е повеќе од ритуал. Таа е оброк на гостопримство. Таа е знак на Божјото ветување. Таа е нова пасха, што го оживува крстот и ја најавува таа есхатолошка, така наречена гозба, со заедно кога ќе дојде Христос по втор пат. И не повикува на заедништво, не повикува на правда и не повикува на надеж. Да ја примиме со благодарност и да ја препознаеме материјално во Христос како леп и вино. И да живееме како заедница однапред која го вкусила Царството Божјо. Се сеќава на тоа како предвкус од нашите предци дури, но знае дека тоа е вистината и чека еден ден Христос да дојде и сето тоа во потполност да го воспостави. Нека Господ ни помогне тоа и да го постигнеме, тоа и да го направиме. Амин. И како што сега продолжуваме понатаму ќе придеме кон чинот на Господовата вечера, пред да преидеме на тој чин, ќе ја испееме песната број 412 и таа песна ќе испееме само со рефренот првите две строфи. Првите две строфи. Јас не можам да почнам, може? Ване, ајте му дојди водија песната ти, јас нема да можам да водам. Застани. Ајде.
Амин. Ке ве замолам да станеме сега сте заедно. И пред да прејдеме кон чинот на Евхаристијата на Господовата вечера, ќе ве замолам сите да земете по една од овие песнарки, да ги отворите на страница број 500. И сите заедно ќе го читаме во овој случај една од символот на верите, на верата, а во овој случај тоа е символот на апостолското верување. Ќе почнам и ќе одиме сите во еден глас заедно. Значи, апостолскиот символ на верата. Почнуваме. Верувам во Бог Отецот Семокниот, Создателот на небото и земјата, и во Исус Христос, Неговиот единороден Син, нашиот Господ, зачнат преку Светиот Дух, роден од Дева Марија, кој пострада за време на Понтиј Пилат, беше распнат, умре и беше погребан. Слезе во царството на смртта, во третиот ден воскресна од мртвите, се вознесе на небото и седи од десната страна на Бог, Семокниот Отец, од каде што ќе дојде да ги суди живите и мртвите. Верувам во Светиот Дух, светата сеопшта христијанска црква, во заедницата на светиите, во простувањето на гревовите, воскресението на мртвите и вечниот живот. Амин. Амин. Повелете, може да седнете. Сега јас ќе ги замолам од страната, машката страна да приде напред кон земањето на Господовата вечера. Ние се молиме, Господе Боже, и ти благодариме и те благословуваме, затоа што во овој миг заедно сме обединени да вкусиме од Твоето тело, во кое што ти ни даваш да учествуваме сите заедно. Нека ова храна која е Твоја, која ти си лек на животот и небеска мана, ни биде навистина храна на простување на благослов, на ослободување и на просветување и најдобро од се, Господе, на единство во Твојата љубов. Амин. Вечер Господ Христос ја зеде чашата и рече: "Пијте од оваа чаша, мојата крв, правете го во повторно мој спомен, бидејќи оваа крв е пролеана за простување на гревовите на морите." Нека Господ ни помогне и со оваа чаша се дека учествуваме во неговата скапоцена крв и во скапоцениот спас кој ни благодариме, Господе Боже, на Твојата пролеана крв, затоа што си отворен и еден од нас. Не си само Бог и Господ, што секогаш си, туку сега си и брат и пријател. И ти благодариме за тоа што си, и те молиме, Господи, ние заедно по таа благодат да учествуваме во сето оно што ти го имаш во вечноста за ведничество, со таа кој си има.
Амин. Ред да ги пратим овие брати назад на Небесот, спокойно да кратко што мене се tako благодарен за секоја сакотена душа, тело и човек и личност, образ Божи и способна тука. И секој од нас учествува во овој чин, кој никој од нас не може да му приде самополно и без много да размислуваме, а истовремено никога не сме само по себе. И затоа со изпитување на срцето во чистата совест, сета наша слабост и недостатоци ти прости ги и дај да ги примиме, благодетиме на учеството во твоето дело и во твоята крв. Нека овие браќа сега бидат благословени во телото Твое и нека Господ да може продолжа да действува во Твое сегашно тука на земјата. Амин. Можете сега и замолам сетите на пријатни на Господи Боже, јас ти благодарам и за овој миг, за мигот на чинот да се учествува во Твоето тело и Твоето. Благослови и сега и овие кои су били, благослови и Господи Боже и овие спасени души, за кои што Ти си го дал своето прекршено тело и за Твое си е кровет Твоја на секојна. Нека овие благослов за них, единство и следващо за себе. И нека Христе, како ти што велиш, според Твоите свети зборови, да се приближат и да ги приведеш луѓето од целиот свет кон себе си. Амин. И застанеме, Господе, уште едно да се помолиме за учеството во оваа проекта и бараме да се така Ти да бидеш Твој,
кој ќе го доведеш твоето благопријатно присуство и твоето помазање секој душа, до секој миг на вниманието и оно што символно представува на твоята света крв, која значи за нас вистинска духовна храна и спасение. Небесен Татко, во понизност, но исто така со благодарност и со радост. И принесуваме сега нашите, сето оно што ние го имаме като личности, като луѓе, пред Тебе и бараме Господе Боже повеќе и да го употребиш и да го умножиш 100-кратно за сведош од ова село, ова земја и селица. Благослови ги овие и сестри сега и браќа што земува од Твојата тело, од Твојата крв. Нека Твојот благослов, нека Твојата милост, нека Твоето присуство биде она што цело време и ги води нив, и ги обликува, и ги преобразува, и нека Господе Боже овако учество во овие чини, нека бидат мигови кои црквата ќе направат се повеќе света и се почиста и се благословено. Во името на Исус Христос се молам за слушање. Амин. Можеме да ја завршиме песната 412 до крај. Ќе го замолам братот Ване да дојде повторно напред. Ќе продолжиме од 3-тиот стих.
мислам дека сега имаме и деца, нели? Да го кажат стихчето што денеска го учеле на нивниот библиски час и јас ќе ги замолам тие да придат напред. Драги браќа и сестри, сега ќе пееме песната 411, но пред да ја испееме да подсетам дека диското кое ќе биде соберено ќе биде за црквата во Падина, која што е изгоре, и сега од сите цркви се собират доброволни прилози за да може да се изгради, да се направи, но има уште нешто. Не само парите, но може и физички да се помогне. Во вторник некои кои сакаат, кои можат, кои се спремни да жртвуваат, ќе одат таму и физички да помогнат, па ако има некој што сака да помогне, колку може, што може, може да се пријави, за да може да се организира превозот и да заедно одат таму да помагаат, да се гради црквата, бидејќи не ја гради фирма, ја градат сами. Членови и од другите цркви кои сакат, кои помагат, сами ја градат, сигурно за поевтино да им излезе, и затоа барат и од овде помош ако сака некој да отиде да помага. Нека се пријави, нека каже кој сака и кој може, па да им кажеме таму да планират за превозот. Сега ќе да ги отвориме нашите срца, а и нашите джебови, и да дадеме за црквата во Падина. Ќе испееме песната број 411. Со понизност јас доаѓам пред овој спомендрак. Песната број 411.
Инако да кажем и за тоа дека луѓето од тоа место таму, кога виделе дека црквата изгорела, сами нуделе помош и давале пари за да може да се изгради одново црквата. Тие што не се од самата црква членови. Значи сочувствуваат и покажуваат хуманост и донираат за да може да се обнови и да се изгради црквата. Така да и ние сме дел од тоа, сакаме да помогнеме на тие браќа и сестри таму да може да се изградат одново црква. Сега ќе се исправиме. Нашиот брат ќе не води. Прекорим црквата за Божиот глас. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух, нека бидат со сите нас заедно сега, па до вечноста. Амин. Амин. Сега ќе испееме и песната број 405. Сестри кои се сите деца Божи, семејство ми се, сестри мои се, сите деца Божи, семејство ми се. Може да седнете. Пред да завршиме, да му благодариме на нашиот брат за словото и за тоа што имавме заедничко Господната вечера. Нека Бог го благослови него, нека го води, а преку тоа и нас да не благословува со неговото слово. Нека Бог сите не води и чува, да можеме следната недела одново да се видиме. Бог да ни дава здравје, сили, мир, радост, љубов, како што пеевме, како семејство, како фамилија, да се почитуваме, да се сакаме. Тоа е малку тешко, сакаме, ама треба да го правиме и да имаме заедништво. Нека Бог ве благослови. Службата е завршена.